Почнуваме со студискиот дел. Зборуваме за една тема која што е актуелна повеќе време, повеќе години. Во студиото е Виктор Митевски од Змај. Виктор, ти благодарам што ја прифати поканата да разговараме за темата која што сега ќе ја представиме на гледачите. Секогаш е задоволство да се биде гостин во TV24. Така, зборуваме за достигнување на европскиот просек, не само за стандардот, туку и за многу работи кои што треба да го направат животот поквалитетен, а ние сакаме да се мериме со Европската Унија, со граѓаните на Европската Унија, но кога ќе видиме каде сме и каде треба да стасаме, некако ни доаѓа неочекувано далеко и неочекувано недостижно. Значи ова е истражување кое што Змај го работи заедно со по координација на Виенскиот институт и Think Europe партнери од Словенија, како и останати 5 други партнери од земјите од Балкан, од Западниот Балкан, а поддржано од ОСФ Western Balkans. Значи ова истражување има за цел на едно место да покаже каде сме, уште колку ни треба и што треба пред се да направиме за да го забрзаме процесот, за да се приближиме кон европските стандарди. Мериме пред се економски параметри во 8 области. Добро. Областите се економија, социјала, здравство, образование, животна средина, инфраструктура, дигитализација и добро управување. Зошто ги избравме овие области? Затоа што овие области се едни од клучните кои што влијаат на пред се на економскиот раст. И да, појдовна основа ние економскиот раст, особено бруто домашниот производ по глава на жител, представен преку тековни цени и потрошувачка мок, значи не онаа апсолутна бројка која што можеме на едноставен начин да ја добиеме, се со цел да можеме да видиме колку навистина вредат парите кои што ги заработуваат граѓаните во земјите во кои што ги истражуваме. Истражувањето дава една јасна слика дека горе-доле сите земји од Западен Балкан се на некое просечно ниво за да го достигнат стандардот, просечниот стандард на Европската Унија. И сега кога велиме просекот на Европската Унија, велиме просек кој што во себе ги има и стандардите кои што се постигнати во најразвиените земји. И затоа ферски е да кажеме дека постигнување на, да речеме, 80% од просекот на Европската Унија е многу големо и високо постигнување за било која од земјите од Западниот Балкан, затоа што гледаме дека поновите земји членки, особено земјите членки кои што се од нашето соседство, не се многу блиску до тој просек, а гледаме дека за разлика од нас имаат многу побрз и економски, и социјален, и општествен развој. Значи тие стигнуваат полека. Да. Тоа се случува од кога се дел од семејството, така? Да, и ако ги гледаме особено истражувањата на ОЕЦД, добро, земјите кои што забележуваат сериозен напредок и раст се земјите кои што пристапиле кон Европската Унија. Значи најголемото конвергирање, како економски што се нарекува, односно приближување кон Европската Унија, се случува во моментот кога вие ќе станете полноправна членка. Зошто? Затоа што... А стартувале, извини, нешто како нас сега? Горе-доле да. Дури и во некои параметри ние сме биле подобри од овие кои што се денеска земји членки. Со тоа што ќе зборуваме подоцна и за тоа каде е Македонија, иако не сакам да се споредувам. Овие параметри се и дел од преговарачката рамка. Секако. Така, треба да се подобрат состојбите во државата ако сакаме да бидеме дел од Унијата. А ете, сега кажувате дека дури имало и полоши резултати од последните членки, а биле примени многу полесно бидејќи немале како нас билатерални спорови. Имаме случаи каде што имаме билатерални спорови, многу малце македонската јавност знае за билатералниот спор помеѓу Романија и Унгарија, кој што ден денеска тлее. Меѓутоа не било пречка за да влезе. Иако не било пречка за влез, но мораме да бидеме свесни и да признаеме и пред самите себе дека колку и да звучат песимистички овие бројки, сепак ние имаме сериозен напредок направено од таму каде што сме биле. Особено во делот на регулатива и легислатива. Баш Сабелева, подготвувајќи се за емисијата, направив споредба на колкав процент од националното законодавство е усогласено со европското.
Тоа не ни е дел од мерењето, затоа што нас не интересираат пред се економски параметри, но чисто за споредба, затоа што тоа е една од главните пораки која што треба да ја пратиме пред се до граѓаните. Македонија во моментов стои подобро од земји кои што веќе преговараат од Западниот Балкан кога станува збор за усогласеност на регулатива. Тоа значи дека ние како земја, бидејќи најдолго сме во процесов на кандидат за членство од сите останати земји од Западниот Балкан, ние сепак структурно во рамки на системот спроведуваме реформи. Тоа што ни е нам проблемот е спроведувањето. И ова е некоја флускула која што ја кажуваме многу на хартија имаме се, години. само треба да направиме во пракса. Така е. И многу често во јавноста се обвинува јавната администрација за тоа. Бидејќи сум имал прилика да бидам дел од јавната администрација и ги знам луѓето кои што ги носат тие реформи. Добро. Моето искуство кажува дека е политичката волја таа која што нас не спречува да одиме напред, а не јавната администрација. Јавната администрација ќе биде толку ефикасна и ефективна колку што ќе дадат тие кои што ја водат. Шефовите. А бидејќи ние сме еден од ретките примери каде што повеќе сакаме да зборуваме за политика и политиканство, а помалку за градење на систем, и забораваме дека нашите институции се единствениот браник кога станува збор на бранење на националните интереси. Затоа што политичарите доаѓаат и одат. Една моја поранешна колешка кажа, јавната администрација се карпите во една река, а политичарите се водата која што тече низ тие карпи. Да. Значи, меѓутоа како да му се каже не на шефот? Тоа тука е интегритетот, тука е значајноста на системот, тука е деполитизацијата. И кога ќе речеме деполитизација, не значи дека јавните тие кои што се во јавна администрација не треба да бидат политички активни или да се интересираат за политика. Тоа значи дека треба да бидат професионалци на местото и позицијата каде што ја извршуваат нивната задача и наместо да извршуваат партиски наредби, да го гледаат интересот на државата. Нас многу често ни се случува политичари да бидат успешни политичари, да бидат критикувани затоа што го гледали интересот на државата, а не на партијата. Така што тоа е симптоматичен проблем кој што го имаме како општество. И сега рековме ќе зборуваме за економија, нема да зборуваме за политика, ама системот итекако игра улога во прераспределбата на доходот и носењето на политики, односно систем кој што треба да даде можност и приватниот и државниот сектор соодветно и непречено да функционира. Така, за политика се зборува, од економија се живее, така. А еден од најпоразителните резултати од истражувањето е дека ни требаат цели 56 години да го стигнеме европскиот стандард. Да. Значи, како е тоа пресметано? Да. Значи, ова се индикативни бројки. И како би се заврзало тоа? Така е. Ова се индикативни бројки кои што треба да ги сватиме како некоја бројка кон која што треба да ја подобриме. Како е дојдено до тоа? Гледани се просеците од изминатите 5 години во над 40 индикатори во различни овие сектори кои што ги напоменавме на почетокот. И споредбата е направена со изминатите 5 години, моделот се базира на историски податоци и предпоставки што ако остане статус кво сценарио. Значи, ако ништо не се промени, Европската унија си го тера растот како што си го тера, ние ги тераме нашите реформи како што сега во моментов ги тераме. И со оваа динамика. И така е дојдено до оваа бројка и до сите оние бројки кои што граѓаните може да ги видат на платформата converge2eu.eu, каде ги има сите детални индикатори и бројки поврзани со ова мерење. Но главната порака кога зборуваме за колку долго ќе ни треба, не е да се разочараме. Затоа што некои параметри имаме пресметано дека ќе ни требаат повеќе од 100 години да ги стигнеме. Единствениот начин да се подобриме во тие параметри е прво да имаме силни институции кои што ќе може да ги спроведат тие реформи за кои што зборуваме, и второ да имаме пристап до многу поголема поддршка од Европската унија, ако сакаме и ако тие сакаат, ние да бидеме во чекор со нашите соседи. Зошто? Затоа што ние денеска не се надпреваруваме со една Бугарија и Романија кои
има ефтина работна сила и кои има трудоинтензивни и јаглеродно интензивни индустрии. Ние сега се надпреваруваме со реформирани Бугарија и Романија, кои што имаат многу поконкурентни компании, кои што веќе се надпреваруваат на европскиот пазар и кои што имаат можности слободно да го движат не само капиталот и услугите, туку и знаењето. Вратите им се отворени сега. Вратите им се отворени. Тоа значи дека многу лесно може да се случи Бугарија и Романија не само да бидат двојно понапред од нас, туку и многу побрзо да конвергираат кон Европската Унија, да се доближуваат кон стандардите од Европската Унија, а тоа значи дека ние целосно ја губиме конкурентската предност која што ја имаме како регион или како земји. Затоа тука се фондовите, да не ги заборавиме. Фондовите се клучни за тоа. Ако се споредува колку во просек Македонија добивала во изминативе 10 години од Европската Унија во однос на бруто домашниот производ, ќе видиме дека тоа е некаде околу 0,8% од бруто домашниот производ. А кај Бугарија? Ако се споредиме со поновите земји членки, тоа е некаде околу 2,4%, што значи неколку дека пати повеќе. 3 пати повеќе од тоа што ние го добиваме. И сега како сакате една земја која што е мала, отворена, целосно зависна од Европската Унија, Европскиот пазар, особено од случувањата во Германија, да издржи таква конкуренција, а при тоа да нема поддршка. Значи, ќе зборуваме понатаму, ама еден од главните предизвици во ова истражување покажува дека е животната средина. Зошто? Затоа што ние како земја користиме многу повеќе енергија за да произведеме еден производ, дополнително имаме поголема емисија на јаглерод диоксид за која што ќе треба да плаќаме и пенали сега од 1 јануари. Така е. И сега како земја со ограничени фискални ресурси, видовме најавен новиот буџет со фискални ресурси, ќе може да инвестира стотици милиони па и милиарди евра за да може да се трансформира. Особено имајќи предвид дека ние се уште сме зависни од производство на струја од јаглен, односно еден од најзагадувачките енергенси кои што може да постои во светот. Да, со користењето на фондовите тоа е многу полесно и поевтино и подостапно да се промени целиот начин тоа на производство на не се само фондовите, електричната енергија. Туку се и знаењето, ноу-хау тоа што го кажуваме. Затоа што кај нас ние досега не сме се соочиле со таков процес на декарбонизација. Јасно. Дополнително, мислам дека во ова студио имавме дискусија на оваа тема. Од друга страна е нефер земите кои што се развија, загадувајќи повеќе од тоа што денеска е стандард, да бараат од неразвиените да се развиваат на различен начин. Ако сакате тоа да го правиме, ние мораме да имаме поддршка. И мораме да го потрошиме овој јаглен кој што го имаме и тие препарати, бидејќи најисплатливо било така за една држава. И Германија ги врати термоцентралите во енергетската криза, која што сакаше да биде цела зелена. Треба ако да не одиме подалеку, да го следиме примерот на нашите соседи. Грција многу успешно се справува со енергетските потреби и трансформирањето на нивните капацитети во капацитети кои што ќе користат обновливи извори на енергија. Само тоа не е само политичка волја, тоа е и општествен консензус. А ние се покажавме во минатото дека дури и кога треба да сме консензуални, ние одбиваме тоа да го направиме и одиме кон политички поени. Економијата не признава политички поени, затоа што на крај сметката секогаш ја плаќаат граѓаните. Тој кој што најмалку треба да ја плати. Кога ќе кажеме податокот кој што го добивте од истражувањето, дека 40 години ни треба да ги достигнеме европските плати, тоа изгледа многу далеко. Многу далеко. Да, но истовремено треба да посочиме уште еден многу клучен елемент, а тоа е дека без разлика што ние сме на нивото на доход од европското 42%, тоа значи бруто домашен производ по глава на жител. Кога ги гледаме просечните плати, македонскиот работник е на ниво од 33%, една третина од европскиот просек. Тоа што го зима германецот. Така е. Што го зима просечен европски работник. Така, добро, значи и германец и финец, ама и бугарин. Така што европски просек.
Да го кажа в Германија, како Германија Како дестинација каде што сакаме да заработиме. Така, да. Така е. Но, тоа што е интересно, ако го видиме исходот, односно аутпутот по работник, кој што е мерка за продуктивност, ние сме на ниво од 53% од Европската Унија. И сега направо ова што кажува. Нашиот работник има перформанс кој што е на ниво од 50%, а добива плата која што е на ниво од 33% од Европската Унија. Ова направо може да значи дека ние и приказната за тоа дека не може да растат платите заради ниската продуктивност паѓа во вода, но не можеме целосно да го кажеме тоа. Да, има простор за раст на продуктивноста, гледаме, не сме на европскиот просек, на половина сме од тој просек, но тоа што треба да го имаме предвид е и дека постојат многу други фактори кои што влијаат и на продуктивноста и на доходот. Еден од тие е сивата економија. Нешто кое што исто така политичарите многу често и во кампањи и во нивни политички програми сакаат да го зборуваат, а притоа не сакаат да го спроведуваат во пракса. Новите технологии, повторно ќе се вратиме сега кај се вратите кај фондовите, тие пари кои што ги земаат граѓаните односно компаниите, бизнисмените од Европската Унија, многу полесно може да ги модернизираат погоните, фабриките, така компаниите. Но, бидејќи дигитализацијата ние една од најдобрите области каде перформираме на вистина добро. Ама на државно ниво, предпоставувам, не на приватно. Напротив. На приватно? Напротив, единствениот сегмент каде што назадуваме, а не напредуваме кај дигитализацијата е во државните, односно услугите кои што државата ги нуди. Ние имаме... А се испофалија и овие и претходните власти како добро ни оди со дигитализација, со воведување на е-фактура, не знам, ама ја имаме е-фактурата. Е-она, така? Е-фактурата е нешто кое што требаше да се донесе пред 3-4 години. Тоа беше првото што ми дојде на ум. Ама е-фактурата може многу работа да... Дури Министерството за дигитални трансформации 2 пати се преименуваше. Да, ама... Да помисли човек дека вселенски брод измисли јавнатре. Еве, ја начнавме сивата економија. Две работи се клучни ако сакаме да ја намалиме сивата економија. Да го намалиме кешот, нешто кое што беше иницијатива пред 8 години на Министерството за финансии и Народната банка, и одеднаш заради политички интереси тоа се врати и се промени. Добро. Затоа што кога немате кеш како пари, како готовина, не зборуваме дигитална готовина, односно жирално плаќање. Зборуваме како физичко средство. Да манипулирате. Никој нема да сака да добива пари, дел од платата во плико, затоа што ќе нема каде да ги користи тие пари, бидејќи маркетите, тие кои што продаваат, нема да сакаат да примат готовина во таква форма. Зошто е важно ова? За да може да се следат паричните текови. Многу од луѓето кажуваат трагот на парите, од каде се и што се. Зошто е-фактурата е исто така значаен во овој систем? Затоа што ако ние имаме дигитален трак за кој кому му префрла, му фактурира, побарува или должи, ќе имаме и многу јасна слика дали тоа што навистина е увезено завршило дали во преработувачка или на пазар за препродажба, но и дополнително дали нешто што е продадено не влегло легално во државата, затоа што ќе го нема трагот. Е-фактурата не е само сметководствена категорија. Е-фактурата е многу добар контролен механизам за да можеме кој игра по правила. Така е, за да можеме да ја сузбиеме сивата економија. Сега, ако сакаме да зборуваме повторно за дигитализација, ние сме на 17 на години до европскиот просек, што дава многу голем стимул за... Каде подобро од колку 5-6 години со стандардот. Така е, но тоа што треба да го кажеме е дека додадената вредност во ICT, односно IT секторот во Македонија е на ниво од 107%, што значи дека сме над европскиот просек. Дори подобри. Тоа значи дека нашата IT индустрија создава дополнителна вредност која што ја позиционира Македонија да биде попродуктивна дури и од некои европски земји. Дополнително, вработувањето како процент од
вкупната работна сила е исто така на многу високо, 88% од европскиот просек. Пак ја кажам. Стапката на вработеност во државата? Стапката на вработеност во IT секторот за како тој процентот сектор. од вкупната вкупно вработено население. Единствениот индикатор во оваа категорија каде што назадуваме на 42% сме од европскиот просек е користењето и функционалноста на услугите на владата. Тоа е поразително затоа што услугите на владата не се само услуги кон граѓаните. Ние имаме операции кои што се случуваат помеѓу институциите, кои што не се користат самите себе. Еден од клучните софтвери, програми кои што треба да биде донесен, и јас многу гласно зборувам каде и да отидам и секогаш го кажувам, е конечно имплементирање на интегрираниот IT систем за управување со јавни финансии. Така, ќе имаме не само појасна слика што и во каква кондиција ни се нашите јавни финансии, ќе имаме многу помалку простор за манипулација на тие кои што ги управуваат институциите. Затоа што, како што кажав, прво ќе има дигитален трак, второ, системот нема да дозволува напластување на обврски кои што потоа нема да бидат платени. Ние гледаме дека во континуитет како општество се соочуваме со проблемот на напластување на обврски на државните институции. Една од причините е ограничените средства кои што ги имаме за да ги распределиме за тие услуги. Но втората е неефикасноста на трошењето и јавните набавки кои што реално, ако ги споредуваме, не секогаш ни даваат реална цена на пазарот. Го спомнав и претходниот пат, ќе го спомнам и сега. Ние во рамки на истражување, во рамки на образовниот систем, дојдовме до заклучок дека одредени услуги, градежни работи, на пазарот се 3 пати поевтини од цените кои што ги имаат постигнато на јавни набавки. Тоа значи дека нешто се случува во системот каде нас ни оди може да има таен договор, може да има игра, манипулација. Да, или пак качување на цените таму каде што не треба да се качува. Или добивање на тендерот заради најниска цена за просечна најниска цена. Меѓутоа потоа ќе се наплати. А притоа се наплаќа на тој начин што ниската цена е за тие работи кои што многу малце се користат, а високата цена е на тие кои што се доминантни. Сега наред, после ваквите резултати, наред треба да постапи државата, бидејќи, како што го кажав, тоа е, односно, институциите кои што се кочничар на некој начин на економскиот раст. Како тоа само со ваши препораки, како да им се долови оваа слика дека го имаме виновникот? Да, значи тоа што треба да не загрижува е дека во клучниот сектор образование ние скоро во сите области назадуваме. И од економски, но и од образовен аспект. Позитивно е што конечно се усвоија реформи кои што се и дел од планот за раст, но истовремено ќе значат подобро постигнување на учениците, но реформите во образованието им треба многу долго време за да го видиме ефектот. А одиме по нивни програми? Или не? Не се согласувам дека одиме по нивни програми. Ние во јавноста кажуваме дека одиме по меѓународни. Таква е перцепцијата, така. По меѓународни програми и им даваме како се вика, ги именуваме, затоа што основата сме ја земале од таму. Добро. Ама така добро сме ги прилагодиле на македонскиот контекст. Добро. И притоа не сме инвестирале ништо или многу малку сме инвестирале во развој на наставниците. Знаете, тука може би да. Меѓутоа тоа што е клучно во еден образовен процес е човечкиот капитал, односно наставниците. И дебатата дека нам најголем дел од дотациите, односно финансирањето на образованието ни оди за плати, држи вода и треба да оди најмногу за плати. Но тие наставници сами нема да можат да спроведат настава ако немаат поддршка од системот. Сме имале прилика да работиме со наставници во средно, во областа на претприемништвото. Тие велат, ние ги знаеме сите овие работи. Ние немаме алатки со кои што можеме да се служиме. Ние немаме учебник кој што можеме да се повикаме, да им дадеме на учениците да учат и да читаат, или пак материјал,
за да може да спроведуваме ваква програма. Затоа што учебникот кој што е во Оптек или кој што е прифатен е на принципот на учење на памет, а не на разбирање. Но со години во јуни добиваа пола од учебниците. Тоа е исто така поразителен факт, затоа што ние зборуваме за учебници само кога е почеток на учебна година или крај на учебна година. Така, ние треба да зборуваме за систем кој што во континуитет ќе обезбеди. Знаете, многу често ни се случуваше во минатото, ние во септември да ја завршиме како систем набавката на учебници. Тоа е недозволиво за систем. Тоа е и треба да има одговорност. Одговорност на менаџерската отчетност, одговорност во системот е нешто што ни недостасува. И тоа е тоа што треба да го воведеме не само во системот на образование, во целосниот систем. Еве, да зборуваме за конкретни реформи во здравството. Здравството е најповолна ако ги видиме од овие 8 области за Македонија. Имаме најголем напредок? Имаме најголем напредок и ќе каже граѓанинот како е тоа можно кога ние имаме здравствен систем кој што практично малтене се распаѓа. Да не сте му во кожа на тие што често се по ходниците. Така е. Податоците кои што ги добивме кажуваат, зборуваат дека Македонија е лидер, па дури и во европски рамки, во намалување на стапката на смртност на доенчиња. Во истото ова студио зборувавме пред неколку години за како сме лидер во смртност по доенчиња не во Европа, во светот. Се подобри работите? Значи во последниве десетина години системски се работеше да се надмине тој проблем. Добро. И видите што значи самостојно, иницијативно, поддржано со соодветна поддршка, не во големи мерки, ама поддржано со партнерите кои што ни стојат на располагање и добивање на резултат каде што од светски лидер се променија процедури, се променија опреми, се промени методологијата на која што се следат новороденчињата. Добро. Се направи систем, се направи системна одговорност. Тоа се работи кои што граѓанинот не ги гледа, ама ги чувствува со добивање на услугите кои што ги има. Добро. Дополнително, тоа каде што сме добри е бројот на болнички кревети по глава на жител. Тоа значи дека ние имаме инфраструктура која што за волја на вистината сме ја наследиле од претходниот систем, а не сме затоа што имаме се уште се најавува клинички центар кој што 20 години го зборуваме, 10-12 години го градиме. Болницата во Кичево, во Штип. Болницата во Кичево и така натаму. Проблемот со болничките кревети кај нас е што се концентрирани. Односно, нешто што Министерството за здравство час поскоро треба да го направи, иако формално правно постои, е сериозно оптимизирање на здравствената мрежа. Има документ кој што се носи како стратешки документ во системот кој што ни дава јасна слика каде ни требаат услуги, каков тип на услуги и реформирање на системот. Дополнително, нашиот систем, вака како што е поставен, е многу насочен кон лечење, а не кон превенција. Превентивното здравство е поевтино здравство од реактивното. Спречи од кога да лечиш. Од реактивното здравство. Затоа што многу е потешко да лечите веќе болен човек, отколку да одржите еден човек здрав. Сега, зошто е важно ова? Затоа што ако немаме нездрава нација, ние ќе имаме и нездрава работна сила, која што нема да може да даде соодветен аутпут и економски бенефит за сите. Во однос на параметрите за работната сила, кој што е глобален проблем, подоците велат дека иселувањето во Македонија е дополнително предизвикало удар врз пазарот на труд, меѓутоа како стоиме тука со македонскиот пазар на труд? Какви се тука податоците? Значи, тоа што го анализираме од аспект на социјала, може да даде дел од заклучоците за кои што зборуваме, но клучното овдека, ако сакаме да зборуваме, да отворено да ја зборуваме вистината, е дека ние, особено во следните неколку години, ќе се соочуваме со сериозен демографско старење и намалување на нашето население. Тоа го кажуваат бројките на Заводот за статистика и проекциите кои што се направија. Но ова не треба целосно да биде негативна и песимистичка порака. Треба да следиме позитивни примери на земји кои што се слични на нашата, особено од аспект на големина, и да ги видиме научените лекции од таму. Ако ние имаме кадар кој што
според образовни постигнувања е многу ниско на скалата, а од друга страна сакаме да градиме економија која што е базирана повеќе на знаење и додадена вредност, а не на мануелна, односно трудоинтензивна работа, тогаш треба сериозно да размислиме како да стигнеме до тоа ниво. Еден од начините е технолошки развој. Значи, многу често се зборува за стратегии од аспект на тоа каде, во која насока треба да се движи нашата земја. Тоа што нам во моментов ни треба е како да го зголемиме технолошкиот напредок на тоа што се создава во нашата земја. Односно, да најдеме начин како да поддржиме технолошки развој на компаниите. Еден од начините е директни програми кои што тоа ќе го овозможат. Втор начин е, во согласност со процесот на пристапување кон Европската Унија, да бараме од Европската Унија. Еве сега почнува новиот програмски циклус за периодот после 2027 година, каде што тие кои што нас не советуваа пред известни години ни рекоа не чекајте Европската Унија да ви го даде приоритетот. Сами барајте и кога не е време, зборувајте за вашите приоритети. Ако нам приоритет ни е да имаме технолошки напредок во рамки на нашиот економски систем кај нашите компании, тогаш ајде да најдеме начин како да искористиме европско знаење, европски врски, но и конечно приказната за спојување на нашите компании со странските инвеститори во Македонија да стане реалност, затоа што ние од почнувањето на работата на Змај, 11 години, ние зборуваме за backward linkages, популарно кажано на англиски, односно поврзување на македонските компании со странските. И пред 12 години може тоа беше странно за нас, затоа што и немавме толков голем број на странски компании и не ги знаевме движењата. Денеска знаеме конекциите така. Но денеска знаеме дека вие не можете така лесно да станете добавувач на меѓународна компанија, мултинационална компанија, затоа што одлуките се носат на централно ниво. Ама вајда во овие 12 години свативме како и на кој начин треба да се избориме и не само да ја гледаме нашата слика и нашиот пазар, како да се пристапи. Како да најдеме начин наша компанија да стане глобален добавувач на таа странска компанија која што меѓу другото има фабрика и во Македонија. Колку има државата сенс тука, колку има волја, што рековте, таа политичка волја да направи такви реформи, таква поддршка на приватниот сектор? Јас мислам дека гледајќи го искуството, мислам дека политичарите кај нас не ја гледаат големата слика. И главен фокус им се партиските, а не државните цели. Таму провизијата нема да биде толкова голема. Така е. Кога имате силен сектор, имате и многу бизнис сектор, имате и многу поодговорни влади. Затоа што имате фер однос. Ама ако едните или другите не си ја завршуваат работата, тогаш немате доверба. Една порака која што сакам да ја кажувам и еве ќе ја искористам и оваа прилика. Повели? Од Македонија во изминативе години не се иселува веќе трудоинтензивен кадар. Се иселува високо квалификуван кадар. И кога имам прилика да зборувам со тој високо квалификуван кадар, е целосно разочаран од случувањата во Македонија. Кога ќе дојдат во Македонија се им смета. Ама моето прво прашање кон нив е: зарем очекувате тие од кои што избегавте поодговорно да се однесуваат кон сопствената земја? Ако ние ги изгубиме најквалитетните, најодговорните, оние кои што треба да водат државата, тие кои што треба да бидат пример на државата. Нас денеска херои во нашето општество ни се политичарите. И не излеговме од таа мантра како општество, ние се уште гледаме дека ако си политичар, си популарен, си на телевизија, си на социјални мрежи, луѓето те гледаат како некој кој што успеал. Им се слуша гласот. Така е. А не се уметниците, не се научниците, не се бизнисмените, односно луѓето во деловната заедница. А при тоа не зборуваме за успесите кои што ги имаме. Јас сакам да зборувам за нашата земја која што е пример за тоа како после толку неправди кои што ни се случиле, се уште продолжуваме да водиме некој процес и рамо до рамо сме со нашите соседи кои што патем веќе преговараат и имаат барем половина од преговарачкиот процес затворено или отворено како поглавја. Ние без никаков инсентив од таа страна продолжуваме да работиме како систем. Граѓаните тоа не го гледаат. Да,
затоа што немаат притисок политичарите од граѓаните да Баш го гледаат така, тоа. баш така. Затоа што најлесно е да обвиниме во конкретниот случај Бугарија или некој друг кој што ни Така, застанува кривески се најдеме на веднаш. патот. Не велам дека тоа е позитивно. Напротив, тоа е голема неправда што ни се направила како нам како општество, но треба да бараме и од нашите политичари поодговорно да се однесуваат кон нас како граѓани. Затоа што Ама кој да побара? граѓаните Не, јасно ми е, кои што слепо веруваат на све што ќе кажат партиите. Барем најголемиот дел од нив. Па, јас имам чувство, бидејќи имаме прилика како Змај работиме и со млади луѓе, имам чувство дека младите веќе не сакаат да зборуваат. Нека видат светлата приказна на ова општество. Јас верувам дека тие се и дека ќе бидат. Тие млади веќе не сакаат да зборуваат само за гола политика. Затоа што тие млади не можете така лесно да ги манипулирате. Тие млади, ако им кажете нешто, во истиот момент може да најдат 10 извори само на телефон да потврдат дали таа информација е точна или не. Младите ми ќе се надоврзи и вториот разговор, искоренување на корупцијата, односно она како размислуваат младите ми е по вториот дел од оваа емисија, таман ќе дојде едно слејано ќе биде ама ако на младите не им создадеме економија која што ќе создава позитивни примери и на англиски кажано champions, шампиони кои што ќе бидат лицето на таа земја, ние не може да одиме никаде. Доколку не им се даде шанс. Да. Еве ќе употребам спортски речник. Што се случи кога Македонија беше четврта пред 12 години, пред колку повеќе од 12 години, да. Кога беше четврта во Европа. Значи имаше херои во кои што се огледуваа младите кои што сакаат да играат некаков спорт. Кире кога беше најдобар стрелец. Сите сакаат да бидат Кире. Сите сакаат да бидат Кире. Значи не создаваме, ајде да создаваме повеќе Кире, ајде да создаваме повеќе успешни приказни во Македонија за кои што ќе зборуваме и ќе се гордееме. Да беше сега тука некој владен представник речеше дека сме четврта економија по бруто домашниот производ. Па еве гледаме дали сме или не сме. Знаете, дневната политика и пласирањето и правењето на политички пиар кој што веруваме дека ќе ни донесе позитивен ефект многу повеќе отколку завршување на домашната задача, е таа која што не довела до тука. Ова се оди со политика купи ден? Да. Сега, замислете, ако ние бевме земја која што многу поодговорно ќе се однесуваше во процесите и кога ќе кажевме извинете, ама кон нас е направена голема неправда, некој дипломат, политичар од Холандија, Данска, кои што се најголеми противници на проширувањето, или Франција, не го имаше аргументот, ама луѓе видете го нивото на корупција. Значи ние треба да си бидеме и свесни сами кон себе. Да си кажеме, ако сакаме да нема другата страна аргумент против нас, не треба да влегуваме и ние во играта. Не треба да влегуваме во играта. А вака, ние се жалиме дека некој друг не блокира, што е факт, ама при тоа не ја завршуваме другава работа. Не сме добриот ученик сме кога некој ни наложува, а не ги правиме работите кои што нам треба да ни донесат. Така. Добро. Процесот на преговори не е само прифаќање на листа на работи кои што Европската унија ќе ни ги даде. Да. Не случајно се вика преговори. Туку и користење. Така. Кога сме имале прилика да зборуваме со колеги кои што биле вклучени или биле главни преговарачи на одредени поглавја и делови во Хрватска, тие ни кажуваат дека тие имале тело кое што ги договарало позициите, ние имаме наши позиции кои што ги имаме дадено за првата меѓувладина конференција во процесот на преговарање. Но јас се уште немам видено или слушнато кој е преговарачкиот тим на Македонија. Кои се луѓето кои што ќе ги водат преговорите, затоа што преговорите пред се административна постапка. Да. И во тие преговори вие треба да си ги договорите приоритетите. Јас не видов дека македонските власти, независно дали се сегашни или претходни, искочија и кажаа кои се приоритетите на Македонија во процесот на преговарање. Не одете подалеку. Преку 20 години стратешки приоритет на владата е членство во Европска унија. Што ви кажува тоа како граѓанин? Ништо. Голо членство во Европска унија не носи стратешки напредок на една земја. Зошто сакаме да бидеме таму? Која е целта да ја постигнеме? Ако сакаме да бидеме дел од Европа,
кое е општеството кон кое што сонуваме или мечтаеме за да бидеме. Што ќе направи да живееме јас подобро утре. Така е, а не административно или декларативно кажување, ние сме за Европска унија затоа што ни е стратешки приоритет на владата или на целото општество. Таков стратешки приоритет нити можеме да го мериме, нити можеме да го искажеме или да им го доближиме на граѓаните. Што овие бројки, овие податоци ќе значат за евроскептицизмот? Дали ќе има подобрување сега или атакување да се подобрат работите или дополнително ќе донесе недоверба во Европа? Едно нешто кое што го гледам во последниот период, без разлика што имаме најазда на популистички политичари и популистички начин на комуникација со јавноста, гледам дека овие популисти почнуваат многу често да користат истражувања и факти, податоци од истражувања кои што се направени. Ако е таков случајот, тогаш нашево истражување треба да биде прво аларм за освестување, каде сме, второ, кои се областите каде што навистина треба да се подобруваме. Да, ете, дигитализација сме добри, дајте луѓе сега да видиме. Дајте да видиме како дигитализацијата, енергетика, што треба да се подобри. Ама дајте да видиме како дигитализацијата, ако сме веќе добри, може да им помогне на другиве области каде што ни е потребна дигитализација за да можеме да забрзаме некои процеси. Сум го дал овој пример. Ако вработен во Министерството за финансии денеска му се потребни мануелни часови работа за да преземе податоци од трезорскиот систем, да ги структурира за да може да даде некаква анализа. Добро. Со дигитализација на процесот, односно ИФМИС, воведување на ИФМИС, тоа ќе се работи со еден клик. И наместо тој вработен да потроши еден цел работен ден за да ги исчисти тие податоци, тој или таа ќе може да се посвети на анализа. Така. Или пак на градење на политики или носење на заклучоци. Што ова може да значи кај евроскептиците? Тие ќе можат да го користат ова истражување или ваквите податоци само за да воведуваат негативна порака. Или да одат во спротивен правец на тоа што треба да зборуваме. А на оние кои што навистина ги разбираат состојбите, може да им биде алатка со која што може да докажат дека влегувањето во Европската унија не е само политика, туку пред се е економски раст. Колку и Европската унија веќе да не е само економска унија. Професорот Тевдовски на промоцијата на истражувањето даде еден многу добар пример каде што ја спореди Македонија и економскиот раст и бруто домашниот производ на Македонија со тој на Бугарија и Романија, кога Бугарија и Романија стануваат земји членки и кој е јазот помеѓу нас и Бугарија и Романија сега, во моментот кога анализираме. Ние гледаме дека не сме биле толку зад Бугарија и Романија во 2007 година. Тие биле со доход повисоко од нас. И поголема држава и така е. Но друга индустрија. Денеска, ако ние сме се движеле со стапката на раст на Бугарија и Романија, која што е сериозно поголема од нашата, ние денеска ќе сме биле 25%, 1/4 побогати. Значи, ако просечната плата денеска во Македонија е 1000 евра, денеска таа ќе изнесувало 1250 евра. Значи, ќе сме имале 250 евра повеќе како просек секој месец, секој вработен кој што би требал да го Затоа што ќе ги уживаме поволностите од Европската унија. Така е. И затоа многу е нефер ако Европската унија продолжи да не држи во ова лимбо неизвестна ситуација, а при тоа да бара резултати од нас, а да не ни дава соодветна поддршка. И некој ќе рече, ама системот нема капацитет да абсорбира. Еве, враќаме пари од ИПА, така? Не го искористуваме тоа што Европска унија ни го дава гратис. Јас не велам дека системот нема таква нешто. Истиот тој систем пред 5, 6, 8 години имаше реализација од 98%. Повторно тука јас вината ја наоѓам кај политичарите и оние кои што ги водат институциите. Ако има политичка волја, ако има во менеджментот на тие институции волја и знаење како тоа да се направи, администрацијата ќе испорача. Само е прашање на како тоа ќе го ставите во пирамидата како ќе биде превртена. Така. Што тогаш според вас е клучно да се направи за забрзување на Македонија кон патот на Европската унија, да ги трнеме настрана барањата за отворање на уставот?
Значи, прво и Доколку основно, најдеме некакво решение за ова прашање, што не ми се верувам, еве, да го имаме решението. Што треба да направиме клучно за да се доближиме до Европска унија? за да имаме резултат на долг, еве да не биде долг, нека биде и среден рок. Добро. Треба да почнеме од образованието и тоа да не биде фокус. Следно, треба сериозно да работиме на трансформација од високо загадувачки, односно фосилни извори на енергија, кон обновливи или помалку загадувачки. И тука повторно државата треба да биде пример. Затоа што државата, меѓу другото, е еден од најголемите загадувачи. И некој ќе каже како? Па така, на тој начин што најголем дел од државните институции во моментов се греат на нафта. На високо загадувачки енергенс. Ако вие, како влада, и тие кои што имаат бизнис интерес, се откажат за да бидеме сите поздрави, вклучително и тие кои што имаат бизнис интерес, Сите го дишаме истиот воздух. така е, тогаш ќе се види и напредокот. Дополнително тоа што веќе го кажавме, интензивна дигитализација и технолошки развој не само во приватниот, туку и во државниот сектор. Колку и ова да звучи како некаква утопија, дигитализацијата може да биде многу големо решение, ефикасно решение за голем дел од предизвиците со кои што се соочуваме, затоа што неефикасноста многу често зависи од волја на личности, а не на системски решенија. Една од перцепциите на јавноста зошто администрацијата не е ефикасна, затоа што кога ќе оди да се соочи со администрацијата, граѓанинот не се соочува со врвните професионалци во јавната администрација кои што го носат системот, туку се соочува со ниско квалификувана јавна администрација која што со процес на дигитализација по се изгледа ќе биде заменета, затоа што добивање на одобрение за градба не мора да биде 5 пати да дојдете да поднесете во хартија лист. Тоа може се да биде дигитално, со дигитален потпис, со дигитална потврда и при тоа, кога ќе го добиете, системот веќе да го има во систем тој Меѓутоа, во документ. тие харти 3-4 може однатре да има и некој плекце, тоа е па тоа. да се добие и побрзо работата. Тоа е тоа. Значи, дигитализацијата е еден од главните А со начини. дигитализацијата тоа нема да може да биде Да, затоа остварливо. што имате интероперабилност. Вас не може да ви речат не можам да ви ги земам документите затоа што ви фали документ. Да, не ми фали се е во папката. Да, затоа што едноставно имате трак и граѓанинот знае точно што добива. Не беше планирано околу буџетот. Ова е тема која што е настрана од истражувањето, меѓутоа е актуелна, тазе би се рекла во економскиот свет во земјава. Сакав да прашам чисто ваше мислење на Змај. 6,7 милиарди евра планира да потроши до година владата, 6,1 милиарда да собере, дефицитот 3,5%, чисто една реакција, еден коментар околу планот на владата, веќе на влада помина буџетот, во периодот што следи ќе оди во собрание, веќе економисти, опозиција, па и власт го коментира. Како вие гледате, дали е реален, дали е предизборен можеби? Вака, знаете, кажуваат Зашто не токмат? Кажуваат дека транспарентноста не носи напредок или транспарентноста не носи лепна маса, ама транспарентноста носи јасна слика за очекувањата. За жал, овој пат можеме да зборуваме за буџетот врз основа на пресконференција и соопштение издадено од Да се уште е рано, реков. од 2 дена помина институцијата од која објавувањето. што има обврска да го подготви буџетот. За жал, јас не би се втурнал во толкување на бројките затоа што не ја гледаме целосната слика. Тоа што можам да го искоментирам е дека најавените задолжувања во најголема мера ќе бидат насочени кон раздолжување. Односно, се задолжуваме за да платиме стари долгови. Прашањето кое што јас го имам во моментов, гледајќи ги овие најавени бројки, е каде ќе оди и зашто ќе биде потрошена разликата која што гледаме дека е најавена како дополнително финансирање. Дали ќе одат во капитални проекти, Кои што се намалени. или ќе одат кон
буџетска поддршка, односно сервисирање на тековни трошоци. Плати. Видете го буџетот, видете го соопштението на Министерството за финансии и видете колкав дел од буџетот, овие 6, нешто милиарди, ќе одат за трансфери, ќе одат за плати, ќе одат за оперативни расходи. Просторот во буџетот во Македонија, како и да го гледате, во сите изминати години, за развој, секогаш бил мал. И мислам дека е тоа една политичка флоскула која што ја користат политичарите да кажат дека донеле развоен буџет. Јас не сум видел нити еден досега буџет кој што имал развојна компонента. Но, за да имаме развојни буџети... Секој буџет е развоен, никако да се развие. Така е. За да имаме развојни буџети, треба да малце обрнеме повеќе внимание на приходната страна. Затоа што благодарение на сивата економија, благодарение на неефикасниот систем на собирање на даноци, ние се доведуваме во ситуација да имаме што е можно поголеми задолжувања. Кога тогаш сметката повторно ќе ја платат граѓаните? Затоа што спиралата на задолжување може да изврши многу голем притисок за неможност за сервисирање на долгот ако немате добра приходна страна на буџетот. Така што не би го коментирал сегашниот буџет, би сакал економист да ги би сакал да ги видам позициите затоа што најавено задолжување дополнително во странство во моментов за мене како економист нешто дома, ама не значи ништо. Сакам да ги видам тие позиции каде се рефлектираат од аспект на расходната страна. Затоа што ако го коментираме сега зошто ќе се задолжуваме луѓе, треба да се задолжуваме за да можеме да ја спроведеме програмата која што е буџетот кој што е предвиден за оваа година. Ние во моментов пример од буџетот немаме за да можеме да го видиме. Тоа да, пак ќе кажам, може сум досаден, ама дигитализацијата ќе придонесе овие процеси многу побрзо да се случуваат. Сега му одговарало на некој. И ќе нема причина некој да каже дека не е сработено нешто. Вие нема да можете да затворите буџет ако ги немате сите затворени позиции во тој некој систем кој што ќе треба да даде. Затоа што во моментов за жал и јас капа им симнувам на вработените во Министерството за финансии во секторот трезор и буџет, не знаете колка мануелна работа работат за да може да имаме ние документ кој што ќе го објавиме и ќе речеме еве го нашиот буџет од 600 страници. Да, ако сега го објавуваат во се уште не дојде ноември, сигурно го подготвуваат уште од јуни. Си буџетскиот процес е долг, имаме нов. Пошто имануелно велите? Така е. Имаме нов закон за буџети кој што за жал не може целосно да се спроведе заради неносењето и не ставањето во функција на интегрираниот IT систем, така што јас верувам дека благодарение на искуството и капацитетот кој што го имаме во институциите, можеме да се надоврземе, да најдеме начин како да ги мотивираме оние кои што си заминаа од системот, да ги ставиме во функција на европското приближување на Македонија и да, тоа што можеби многу малку го зборуваме, неколку организации, секоја чести ми е главен фокус, е искористување на капацитетот на македонската диаспора. Ние во моментов диаспората ја гледаме само како трансфери од странство за купи ден продај, за социјална правда, односно за социјално живење, за секојдневно живење, секојдневно трошење. А диаспората е расположена да помогне? Јас сум сигурен дека ако се даде соодветна програма, ако се најде соодветен начин, имаме ние во моментов менаџери на високи позиции во врвни компании. Јас само имам пријатели... И тие би се откажале или би дале дел од своето време да помогнат на државата од каде што се заминала? Ако тие го видат интересот во ова и веруваат во таа приказна, сигурен сум дека ќе биде тоа. Знаете што се случува? Многу македонци сакаат да донесат германски компании во Македонија. Знаете што им кажуваат германците? Тие им велат не сте Европска унија. Ќе ги ангажираме бугарите. Бугарската компанија. А тие викаат, ама бугарската компанија сабконтрактира, односно има керка фирма во Македонија. Повторно македонци го работат софтверот. Тие викаат, да, ама нас гарант ни е бугарската фирма која што е во Европската унија. Значи, треба да најдеме начин каде што ќе им дадеме идеја и простор и сигурност на македонците во диаспората да можат не само да вложуваат, да ги искористат нивните контакти во нивните корпорации и компании за да донесат и знаење, ама и инвестиции во земјата.
И сега, бидејќи старееме, бидејќи имаме се помала работна сила, треба да се фокусираме на технолошки развој. Каде што наместо работници на лента, нам ќе ни требаат инженери кои што ќе треба да ги одржуваат или да ги планираат тие процеси. Одлични пораки, одлични информации кои што се надевам ќе стигнат онаму каде што најмногу треба, па да имаме подобри резултати веќе во следниот извештај. Така. Митевски, ти благодарам за времето и за сите овие информации кои што ги отворивме и што ги кажавме на јавноста. Ние го проследивме дневниот настан кој што беше, меѓутоа со 2 до 3 минути во вестите не може да се даде цел извештај вака детално. Овој извештај е приказна сам за себе и секоја област може да биде приказна сам за себе. Благодарам на просторот и на вистина значи кога има слух од медиумите за вакви важни теми. До следниот извештај, до следното видување, ти благодарам уште еднаш, живи здрави. Благодарам. Почитувани, ќе направиме овде една мала пауза, одиме со реклами, па потоа најавувам две гостинки во студиото од аналитика. Со едната ќе зборувам за, како што напоменав во разговорот досега, младите и перцепцијата за корупцијата, како да се, ако не може искорени, барем да се намали, и штетните последици од многу раното започнување со контактот со цигарите на младите луѓе е втората тема. Значи, во следните нешто помалку од 1 час имаме две теми поврзани со младите.